Продолжуваме во одлично расположение. Верувам дека го задржуваме во целост вашето внимание, така ќе биде и во овој дел. Да продолжиме кратко со разговорот и на оние прашања кои што може не доодговоривме. Ќе продолжиме со Иван за дефектите за старата водоводна мрежа. Колку дефекти имаме, што се има санирано водовод досега и каде и како ќе продолжиме со работата? Можам да кажам дека кога го преземавме јавното претпријатие, се соочивме со голем број на проблеми. Тогаш стануваше збор околу 520 дефекти низ цело Скопје, на територија на цело Скопје. Во моментов ги имаме светено нешто околу 300 дефекти. Пак и пофалам оперативците кои што се трудат секојдневно на терен и ќе гледаме да овие дефекти да ги санираме во иднина, бидејќи тие ни прават проблеми за загуба на водата. Така. Да споделиме и дигиталната алатка, која верувам ќе биде олеснување за сите гледачи, особено за помладата, но и повозрастната популација која може да ви се обрати во просториите на водовод и канализација, веб страницата, апликацијата која и како е олеснителна околност за во иднина навремено и брзо и да не го обвинуваме поштарот дека не ни ја доставил сметката. И касаторот. Да. Добре, пред малку ги спомнав нашите веб страни и алатките, пак ќе ги спомнам. Значи може на нашата веб страна vodovod_skopje.com.mk, на имејл contact@vodovod_skopje.com.mk и нели алатките кои што ги спомнавме, нашите телефони кои што секојдневно ги држиме телефон. И да кажам дека тамо без провизија се плаќа. Што е добро за крај, сметката се плаќа без провизија. Што е особено важно. Така, симнете си апликацијата на водовод и канализација и веќе од денес плаќајте ги сметките без провизија. Доктора, да продолжиме со вас, бидејќи навистина имате настан кој е започет и треба да се најави, бидејќи ќе одржите Европски конгрес веќе следна недела, каде сите медицински ѕвезди ќе блеснат во полн сјај. На која локација, кои се датите и што се ќе се случува, зошто треба да биде филата присутна на овој настан? Да, тоа е 18-тиот Европски конгрес на дигестивна хирургија. Знаете, од кога ги направивме трансплантациите пред 3 години, кога ги презентирав првите резултати од тие трансплантации на европските конгреси, прво во Белград, па во Португалија, некако на вистина таа европска јавност не стави на мапата на земји кои што имаат сериозна медицина. Не дека претходно сме немале, меѓутоа верувате, трансплантацијата на црниот дроб е еден од параметрите по кои што го броите или го гледате развојот на едно здравство. И тогаш беа многу изненадени од тие резултати, особено што тие трансплантации ги правивме сами. Значи беа македонски тимови, никој од страна не дојде да ни помогне и тоа беше оно што највеќе одекна. И во сите тие контакти се роди оваа идеја, добро, ајде да дојдеме кај вас и да го вие организирате Европскиот конгрес. И тоа сега го осеќам како прво голема чест сите од Сдруженијето Македонската асоциација за дигестивна хирургија, меѓутоа и како голема одговорност. На вистина доаѓаат она што би се рекло кремот на европската хирургија, меѓутоа не само од Европа и од целиот свет. Например, ќе биде присутен Микалски, кој што е шеф на Хајделберг, на најстариот универзитет во светот, малтене. Директорот на Memorial Sloan Cancer Catering центарот од Њу Јорк, кој што е водечки центар, да речеме, за онколошки болести. Многу имиња, да не ги спомнам, преку 40 предавачи. Ќе се одржува од 16 до 18 април во хотелот Лимак, блиску до медицинскиот факултет, бидејќи еден дел од конгресот е просветен токму на младите и ќе биде работилница за тоа како се бара медицина базирана на докази, како тие докази се толкуваат, како се продуцираат трудови, оно што зборуваме за подигање малце на научната дејност на факултетот и ќе биде одлична можност во Скопје да ги пречекаме стварно врвните имиња за кои што плаќаме многу пари да отидеме да ги гледаме. Ке имаме можност тоа да го направиме во Скопје, кога сме ке врвните имиња и достигнувањата, да погледнеме ваши фотографиите од доктор Светозар, кои што и како испише историја во македонското здравство, па да ги погледнеме фотографиите и стете да ги коментираме. Па да не биде само доктор Светозар, тоа е цел тим. Споменете ги вие, оставам на вас. Може да би јас го водам, меѓутоа тука се и доктор Љубомир,
Огненовиќ, Кемал Рушити, значи анестезиолозите Билјана Кузмановска, Александра, која што ја спомнавте. Така. Огромен тим на среден персонал, на медицински сестри, кои што верувате па се најпосветените во оваа програма. И многу битни во алатката и најмалку целиот систем. видливи, многу ми е криво за тоа, али не постои прилика во која што тоа не сме го истакнале. Мислам дека ќе има и од тој тим. Може Ова е следна уствари веќе да ги коментираме малку сликите. Тоа беше црниот дроб изваден од донорот, се става прво на една on-table обработка, ние што го викаме. Тој црн дроб изваден, сега малку ќе се преуреди, да речам така народно, за да може... Симпатично е како вие лекарите гледате на овие работи. Да се подготви, Не да се сготви, да се подготви. Да. Така и обично го работат тоа двајца хирурзи. Така. Да можете народно да се изразиме, да не. Да, верувајте, кога јас прв пат кога гледав трансплантација на црн дроб, тоа беше во Швајцарија, бев фасциниран. Мислам дека повторно се заљуби во хирургијата. Тоа е навистина една многу сложена процедура. И локацијата, И каде она што што сте го го кажав гледале и... предходно, знаете, можете во хирургијата многу работи да ги направите и случајно, ова не можете. Така е. Ако вие направите трансплантација успешна, тоа сите го разбираат, особено Европа и светот. Они точно знаат што сте направиле. Можда кај нас се уште се мисли дека ете, нели? И тоа го направивме, меѓутоа верувајте, тоа е започети многу за сериозна, поздрав. особено да ви се сите пациенти после тоа добри. И она што посебно ме радува кај оваа трансплантација е дека, видите, не се многу на број 6-та, меѓутоа помина во една рутинска атмосфера. Веќе тимот нема онаква сензација, еве ги сите тие анестезиолози, анестезиолози, техничари, перфузионисти кои што... Колку луѓе се содржи тим? Па во салата имаме отприлика 20 луѓе оперативни во тој момент. Тим кој спишува историја. Хематолози, се тоа и да се навратам, значи помина во една рутинска атмосфера, ништо сензационално, првите беа, знаете, со 100 луѓе унатре, сите нешто да видат. Сега помина така, во една атмосфера работна, што би рекол, и тоа посебно ме радува. Да го постигнете тој степен на рутина, за само 6 трансплантации е многу важно за самодовербата на тимот и од тоа зависи целиот трансплантационен програм. Меѓутоа, пак, за да овој програм ова е најавата за конгресот што ќе се случува, ги поканувам сите не само хирурзи абдоминални, сите би требало да дојдат да видат еден конгрес кој што е стварно ќе биде на светско ниво, ќе се презентираат многу интересни работи. А за мене посебно важно, повторно се вратам, трансплантациониот програм секогаш ќе зависи од органодарителството. Така. На вистина таа свест мора да ме подигнеме. Да, мора, да. Доктор Светозар, ви благодарам што еве го споделивте ова со нас и навистина ви посакувам одличен и успешен настан, не само присутност на студенти, туку сите кои се од филата, бидејќи медицината треба да ја обединете, наминовно од која фила и да сте. Да продолжиме со фотографиите на доктор Гурица, но пред да продолжиме со фотографиите, јас би сакала да ја запрашам доктор Гурица за епилација, депилација, нешто што е многу актуелно во овој период од годината, кога жените сакаат да се подготват за лето, а вие сте можеби најдобрите во делот на ласер и ласерски центар во Македонија. Така. Јас го имам најдобриот ласер, тоа е Candela Gentle Max Pro, тоа е амерички ласер, каде што навистина дава феноменални резултати, но секогаш пред да дојде пациентот да се направи таа епилација, потребно да се земе добра анамнеза, значи не е само да се дојде, јас доаѓам еве да немам влакна, потребно е пред се добра анамнеза да видиме, ако гледаме да кажеме малку повлакнаста особа, да видиме зошто е тоа така. Во случај ако постои хормонален дисбаланс, да се реши или пак додека се решава, ние правиме епилација, пациентот да биде информиран дека неговите влакна во случај ако постои хормонален дисбаланс ќе бидат проречени и помеки. Верувајте дека е тоа многу битно. Ласерот дека работи, дека е добар, нормално е. Јас сум била на многу едукации, меѓутоа праксата е таа најбитна каде што јас учам во текот на работа со пациенти, затоа што не е секогаш се
по книга. Лазерската епилација зошто се разликува во однос на други лазери? Кожата треба да биде чиста, треба значи да биде пред се сува, никакви гелови, никакви значи преносни елементи, значи чисто сува кожа, каде што лазерскиот зрак прави пред се фотокоагулација на пигментот, значи на меланинот кој е одговорен за боја на влакното и пред се битно е да се прави во таа фаза, анагена фаза, односно кога е влакното живо. Значи не може пациентот да доаѓа кога сака, точно има протокол. Значи, не е само да дојде пациент, јас ја си правам епилација. Битно е да го слушаме пациентот и пациентот нас да не слуша. Една многу интересна, морам да кажам, приказка, каде што, нели, се уште не измислен лазер кој уништува бели влакна. Значи, лазеров уништува влакна со пигмент. Доаѓа госпожа која има влакна, малку, нели, само ги подкасрила, и јас почнувам да ја работам со лазерот, почнувам влакната, едноставно гледам дека не мрда, едноставно нема резултат и почнувам да се секирам дали јас добро сум го, нели, лазерот средила, бидејќи на секој пациент јас посебно го калибрирам лазерот. Значи, не може на некој од кој има 25 години, некој кој што има 45 години. Нема резултат, почнувам се и гледам што и како и почнувам, нели, да барам решение и пациентката ме вика: "Ма докторка, не се секирате, јас сакав да го излажам." "Што да излажете?" Викам. "Па јас, докторка, ги офарбав влакната." Интересно. Да, значи, пак кажувам, лазерскиот зрак го бара пигментот кој одговора, значи продира длабоко, значи во дермот не може никако да се оштети ткивото, не може, нели, да се излаже и така да, мислам, пак ви кажам, и јас постојано учам, постојано, нели, се надоградувам, али ете, пак има пациенти кои што воведуваат иновации во процесот. Така е. Но кога сме кај вашата работа, да погледнеме работни фотографии од доктор Горица и да ги искоментираме истите. Работните фотографии од доктор Горица и ете, да го дадеме коментарот на... Јас редовно, секоја година, значи, кога спомнавме тие дерматоскопски денови, организирам, нели, бесплатни прегледи. Конкретно, ова се прави еден период пред неколку години, вежба в кросфит и значи во салата се организираше на сите тие спортисти таму што беа, што активно да, тоа е жаре, да. Значи правевме бесплатни прегледи, навистина имаше многу голем одзив, сите дојдоа, сите сакаат да, тоа се млади, здрави луѓе, меѓутоа сепак покажа многу голем интерес. Секогаш, нели, кога можам, излегувам ординација и одам и правам такви бесплатни прегледи. Кој може да доаѓа, кој не. Конкретно овдека покрај, нели, мојата дерматолошка работа се работи дерматохирургија, каде што се отстрануваат сите оние промени кои можат, нели, да се прават во дерматолошка ординација. Така да епилација се прави не само на Ова е преубавата Јана, која е заштитно лице, на ПЗУ доктор Горица. Така да, значи, и мажи и жени прават, доаѓа се прави лазерска епилација. Да се каже дека третманот не е болен, затоа што покрај нели, самиот лазер кој има криобоци, имаме и машина која ја лади кожата и навистина самиот третман поминува многу по-лесно. Значи, постои ли временски период кога може да се прави или не бидејќи се мисли дека во лето тоа не треба да се прави? Летниот период обично се прават оние делови кои не се многу изложени на сонце, или пак има луѓе кои доаѓаат специјално, да кажеме, од северните делови во Македонија, бидејќи поише им се исплати да дојдат да направат епилација, авионски да се вратат. Интересно, така, значи имаме и таков туризам во Македонија. Да, имаме и таков туризам, па да, видите, од Шведска, од ладни краишта. Од ладни краишта, значи и они го користат тој период за да дојдат во Македонија и да направат епилација. Така, доктор Горица има и приватен живот, не само професионален, така да ги погледнеме приватните фотографии. Деца, да, така да имам 2 сина, они се
повозрасни, Бојан има 25 години, Никола 21, тука е со дозвола од со дозвола, јас сум многу умна, да, прашувам и да, мамо, дозволено е да споделиш ова фотографија, сопругот не беше тука, да, ова е поголемиот со мене на Дали е иден дерматолог? Не, ниедно од децата, значи не се во медицината. Бојан заврши за финанси, Никола учи за IT. Така да ниедно од децата не е. Ниедно. Меѓутоа, знаете како, медицината треба да се сака. Јас повторно да се родам, јас пак ќе си учам медицина, ти си ја сакам таа работа. Не можам со сила да наметнам да ти тоа можеш. Сопругот? Да, Ваша поддршка и подкрепа секогаш. Дефинитивно најголема поддршка. Верувајте дека партнерот, многу е битен партнерот. Кога децата растат, сите си бараме партнер, а тоа се милениците. Точно така. Ова ни е најмалиот член, децата пораснаа секој по своје, ние си останавме тука и по наговорот поголемиот син, ние си земавме кутренце. Прекрасно изгледа, како е неговото име? Бафи, меѓутоа комшиите Бошко го вика, затоа што јас морам да се прилагодам на околината и на неговите другари. Па добро, симпатично го прекрстиле Бошко, многу така македонско. Да биде автентично на околината и вика комшиите Деме Горица, немој така, какво Бафи, дај тука нешто наше и сите да го разберат. Сите да го разберат, па оно и се на Бошко се врти, се научи. Да не се заврти некој друг Бошко, не само па седи. Се шегувам. Продолжуваме натаму во исто темпо, приватни фотографии и професионални од Иван, да го запознаеме малку повеќе директорот на Водовод и канализација, да ги погледнеме фотографиите. Слободно коментирајте ги. Ајде да видиме сопругата што одбрала, зашто јас нема време фотографиите да ги бирам. Благодариме на вашата сопруга, за сите кои што не знаат, ваша сопруга е Анкица, одлично позната од ТВ лице, а сега и дел од Канал 5 со одличен проект, детално и максимално. Да, кој што наскоро ќе започне, така ќе почнеме да го коментираме. Ова е слика од мој говор во мојата партија, Социјалистичка партија, ова е на 10-тиот конгрес кога се бираше председател од Љупчо Димовски. Така, голем поздрав до господинот Љупчо Димовски. Поздрав, да. Овде сме на реконструкција на мрежа во Бутел, кај градоначалникот Дарко, тука сме со градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски, кој што соработка вододот со градот и со општина Бутел, и некои улички во општина Бутел на Бел Камен, Радишани поточно, реконструкција на мрежа и ќе се санираат тие проблеми. Овде е првиот ден кога градоначалникот Орце Георгиевски стана, кога го зема мандатот. Така, градоначалник на Скопје. Да. Ова е во Пампорово, во Бугарија. Често одиме на зимување таму со децата, таму научија да скијат. Мата две близначиња. Точно така, Марко и Ива, да ги голем поздрав до нив. Точно така. Ова е една традиција која што секоја година ја пременуваме во нашиот дом. Китење на новогодишна елка со нашите деца и преубава традиција. Да, знаете на крај кога ќе се става звездата, тоа е тепачка кој ќе стави дали Ива или Марко. Кон кого сте попристрасни, Ива или Марко? Која става звездата? Или не можам да дам таков одговор, бајте да си ги сакам. Ова е во населба Пржино, тука јас од кај што доаѓам. Тука со министерот Борко Ристовски, со градоначалникот тогаш на кисела вода, сега нели на Скопје, и јас сечеме лента на реконструкција и на новото игралиште во Пржино, спортскиот комплекс Славија. Ова е културно лето. Така. Знаете, рекол кисела вода кога беше градоначалник Орце, многу културни лета се направија. Ова е една слика со мојата сопруга и сопругата на градоначалникот. Голем поздрав и до градоначалникот. Поздрав и до Мартина и до Орцеве и до сопругата моја. Така. Ова е во Грчка, на некој годишен умор или некој викенд. Така. Предпоставам некој викенд бидејќи. Така, пократко, ова е природите на Македонија. Така, ова е природите. Ова е преубава слика. Навистина. Многу убави. Ова е козјак. Ова е козјак, точно така. Волково да трошиме. Тоа што дискутиравме во ние. Ова што го кажав со национални дефекти, знам често во ноќните часови кај што има дефект да запалам колата и да проверите лично, да, на лице место да име. Секај че. Ова е една традиција, кога се
Сремавме со сопругата во нашиот дом, традиционално фамилијата, Поширокиот круг на семејство. незините братми и брати, се собираме и правиме традиционално великденски ручек. Ова е Ние веќе 15 години традиција Ова е секоја година. богатството на едно ова е семејство. најголемото богатство, да. Така. Да ги поздраваме ти Голем сите. поздрав. Сега ќе се собираме недела. Да. Ова се Нелива и Марко, ова станува збор кога нели Еден живот, една љубов, Вардар. Така е, Вардар. Фудбалскиот клуб Вардар кога беше во криза, нели се собираа пари, па тука дониравме нашето семејство, купивме годишни карти и Убав пример. Да. Одлично. Ова нашиот монтажер му се допаднала фотографијата, ја имаме уште еднаш. Сега оваа фотографија нели со актуелниот Споменавме господинот Љупчо Димовски. И со Љупчо Димовски вице-премиерот. Христијан Ова е во Мицкоски. Сопиште на некој митинг. Така. Поздрав ете до нив. Така е. Поздрав до сите кои што ги погледнавме. Ете, на неколку наврати ја видовме Кисела вода. Бевте 8 години советник на општина Кисела вода, а од кои последните 4 години заменик градоначалник на Кисела вода. Па колку е променета Кисела вода и примамлива за живење? Јас сум од Кисела вода, нашата драга колешка Вирче од Кисела вода, некако сите сме со потекло од истата скопска населба. Точно така, 8 години бев советник во општина Кисела вода, 4 години бев нели како опозиција, која беше тогаш градоначалник Филип, потоа нели дојде новиот градоначалник Орце Гергиевски. Со негово одобрение како советник станав негов заменик и можам да кажам со задоволство дека сум горд што бев заменик градоначалник во неговиот мандат, бидејќи Кисела вода го имаше најдобриот градоначалник во тоа време. И многу работи направивме, кој што многу реконструкција на водоводна мрежа, исто така направивме реконструкција на улици, спортски игралишта, настани, да, малце населбата живна, повеќе млади почнаа нели да се движат низ населбата. Можам да кажам со задоволство дека прв пат во историјата во Кисела вода се направија 2 затворени пазари. Така. Едниот е во Расарникот, другиот е во Драчево. Искрено кажано, многу работи се направија. Не знам колку има време да збориме за Кисела вода, имаме многу да збориме. Имаме многу. Затоа кажам дека сум горд што сум бил заменик на. Колку повеќе посветено го сакаме тоа да го направиме кога сме оттаму и кога и како деца ги знаеме проблемите со кои што живеела една населба, па кога имаме можноста и позицијата, некако сакаме да ги направиме промените. Па видите, чувството е многу убаво, особено кога ќе те запре некој твој комшија или сограѓаното на истата општина и кој ќе те пофали. Ние максимално сме се труделе, можам да кажам јавно, со градоначалникот кога сме биле во Кисела вода, сме знаеле да вртиме и кругови, да видиме до кај ни се движат проектите, каде треба утрешниот ден да го започнеме, каде да се посветиме подобро на терен, каде да убрзаме, али Кисела вода е многу променета за овие 4 години. Се надевам дека и понекогаш не можам да препознам дека тоа е кисела вода од некогаш. Но промените се тука за да се направат, а ние на Канал 5 секогаш ги следиме трендовите и промените. Го имаме најдоброто шопска шоу, па да погледаме еден краток џингл во продолжение. Вкус што води, приказна што не се знае, чинија што се памети, момент што трае. Шопска шоу, со Томче секој викенд на Канал 5 телевизија, гости, стил и гастровизија. Добре дојдовте во новата шопска традиција. Шопска шоу, со Томче секој викенд на Канал 5 телевизија. Шопска шоу, со Томче секој викенд. Повеќе од 10 години се наоѓа нова локација тука во Карпош, ресторан Кај Бабе. Шопска шоу, со Томче секој викенд. Гледајте шопска шоу, сабота и недеља. Гледајте шопска шоу, сабота и недеља. Шопска шоу, со Томче секој викенд на Канал 5 телевизија, гости, стил и гастровизија. Добре дојдовте во новата шопска традиција. Шопска шоу, со Томче
ова сакавме само да направиме поголема страст кон храната и на нашите гости им послуживме само кафе и вода, но верувам дека од тука ќе се заминете на убав и вкусен доручак. Ние да ги одговориме уште некои од прашањата кои сакам да ги одговориме. Ќе се обратам до Иван, доколку го продадеме или оттугиме станот, куќата во која живееме, во домарето се уште на наше име и презиме, каков проблем може да настане и што треба да направат граѓаните во тој момент? Да, искрено кажано може да настане голем проблем. Значи, како што кога ќе купиме својот дом или кога ќе направиме својот дом или кога ќе купиме новиот стан, ние нели бараме со водовод и канализација да склучиме договор за водомер и да плаќаме сметки. Исто така сме должни ние како граѓани кога ќе го тугиме нашиот дом, исто така да дојдеме до водовод и да го приложиме документот, договорот дека веќе има нов собственик. Така. Мислам дека тоа граѓаните многу не го знаат, затоа ја апелирам секој што ќе го туги својот дом, да дојде во водовод, да го донесе својот договор, за да може идните фактурира се фактурира на новиот собственик, не на стариот собственик. И тука многу се презабуна, не доаѓаат да го одјават водомерот и се уште се фактурира на името кој што е водомерот. И тука настанува проблем, настануваат тужби, па извршители, така е голем проблем, сериозен проблем за граѓаните. Така. Исто да споменеме за изградбата на прочистителната станица, колку проценти е изградена досега, да ги информираме граѓаните до каде е целиот процес? Изградбата на пречистителната станица во моментов е во напредна фаза. Градот Скопје, тука заедно сме вклучени во проектот со градот Скопје, со Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за финансии. Во моментов околу над 30% е изградена пречистителната станица. Во ноември 2027 година треба да биде изградена. Ќе има 2 години тест период и во ноември 2029 година пречистителната станица треба да почне во функција. Одлично. Многу новитети, многу убави работи слушнавме, но имаме само 1 минута до крај, па на сите би сакала да ве запрашам некоја убава мисла, порака и препорака кратко. Доктор Горица, да ви дадеме вам збор. Па еве, најпрви да ги поздравам сите гледачи, да им ги честитам престојните празници. Да се јавуваат и да доаѓаат на редовни прегледи, подобро да дојдете и да прашате, да се види, да се направи превентивен преглед. Така да, може би ние дерматолозите сме малку и досадни, меѓутоа превентивниот преглед и користење на заштитниот фактор е најдобрата заштита, бидејќи кожата е орган кој памти, колку ние повеќе си ја негуваме, си ја сакаме, толку ние, кога ќе станеме повозрастни, толку нашата кожа ќе биде поубава. Доктор Светозар, бидете кратки. Како декан, професор и доктор докажан во областа на медицината, дали уште еднаш веќе ги повикате своите млади колеги да се вклучат на овој ваш конгрес? Да, тоа е едно, да не го пропуштат. Наредната недела, 16 април, почнува Хотел Лимак, Европски конгрес на дигестивна хирургија. На гледачите исто така да им ги честитам празниците. Уште ми е во памет хамбургерот на Томчо, меѓутоа да внимаваат. Ќе ослободиме за кратко, што конзумираат и каде. Затоа што се почеста причина за цироза не е ниту алкохолот, ниту вирусите, хепатитите, туку метаболниот синдром. Значи, оно што се вика неалкохолна цироза на црн дроб, заради покачени масноти. Затоа дополнително ќе ве посетиме и ќе посветиме посебен прилог, каде што ќе раскажеме на гледачите што и како треба да конзумираат. Иван, краток збор на крај. Добро, мене се вичат, не ми напри проблем, бидејќи сега постам, не ги гледам тие работи, но еве да ги честитам великденските празници на нашите сограѓани и многу работи откривме денеска за водовод. Исто така, него напоменав телефонскиот број за се што ги интересира граѓаните, може да се јават на 02 30 73 010 и се што им е нејасно да добијат информација и да ги... Така, одлично. Ви благодариме, телефонскиот број се надевам го запамтивте и сите информации кои денес ги споделивме. Симнете си апликацијата и едноставно бидете безгрижни во се она што го правите во денот.